Во ова издание, во Македонија се одбележуваат 15 години од смртта на поранешниот председател Борис Трајковски. Странски државници во Скопје за годишнината. Самит на Северна Кореја и САД во Виетнам. Ким Јонг Ун утрово пристигна со воз, а Трамп вечерва со авион. Нови технологии помагаат во раното откривање на ракот. Деталите ќе ги дознаете наскоро. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Македонија денеска одбележува 15 години од смртта на председателот Борис Трајковски. За ова подолу во емисијата, а сега за главниот настан што е во фокусот на светското внимание. Доналд Трамп со авион, Ким Јонг Ун со воз. Првите луѓе на САД и Северна Кореја денеска пристигнаа во Виетнам. Таму од утре ќе се одржи дводневниот самит меѓу двете земји. Следат вестите. Договор за денуклеаризација на Пјонгјанг се очекува да биде постигнат на самитот меѓу првите луѓе на САД и Северна Кореја. Севернокорејскиот лидер рано утрово со воз влезе во Виетнам преку Кина, при што беше пречекан со почесна воена стража на станицата Донгданг. После тоа со колона автомобили замина за Ханој. Председателот Трамп пак во главниот град на Виетнам слета вечерва. Пред заминувањето од Вашингтон тој истакна дека се надева оти севернокорејскиот лидер ќе се согласи на целосна денуклеаризација на неговата земја. Првата брифинг средба меѓу Трамп и Јонг Ун треба да биде утре вечер, со заедничка вечера на која ќе присуствуваат и државниот секретар Мајк Помпео и шефот на персоналот во Белата куќа Мик Мулвени. Со двајца придружници ќе биде и севернокорејскиот лидер. Следниот ден, во четврток, ќе следат серија средби и директни разговори меѓу Трамп и Јонг Ун. Групата Лима соопшти дека постојат сериозни и веродостојни закани по животот на лидерот на опозицијата во Венецуела, Хуан Гуаидо. Дипломатите од 10 земји, членки на групата Лима кои се сретнаа вчера во Богота, истакнаа дека председателот на Венецуела, Николас Мадуро, ќе биде одговорен ако нешто се случи со Гуаидо или неговото семејство. Американскиот подпредседател Мајк Пенс исто така учествуваше на средбата на групата Лима во Богота. Тој објави санкции против четворица државни гувернери во Венецуела кои го поддржуваат Мадуро. Нивните средства во САД се блокирани и на американските граѓани и фирми им е забрането да соработуваат со нив. Пенс најави дека ќе има повеќе санкции за режимот на Мадуро. Пакистан вели дека индиски воени авиони ја поминале контролната линија во Кашмир и бомбардирале територија под контрола на Пакистан. Пакистан објави фотографии од местото каде вели дека биле фрлени бомбите, но не спомна за жртви и последици. Индискиот министер за надворешни работи рече дека ја презеле оваа акција поради закана од терористичка група од Пакистан. Нью Делхи се закани дека ќе возврати по најсмртоносниот напад во 3 децении во Кашмир, кога беа убиени повеќе од 40 индиски парламентарци. Неговата посветеност на мирот и стабилноста никогаш не беше доведена во прашање. Ова го рече поранешниот председател на Хрватска Стипе Месич, кој присуствуваше денеска во Скопје на одбележувањето на 15 години од смртта на поранешниот македонски председател Борис Трајковски. Владимир Мирчевски ги следеше настаните. Повеќе почитуван надвор отколку дома, полесно се разбираше со странските отколку со домашните лидери. Без малку тоа беше политичкото секојдневие на Борис Трајковски во неговата не многу долга кариера, која заврши на денешен ден пред 15 години со падот на владиниот авион во ридовите над босанското место Ротимље. Не дочека да го заврши председателскиот мандат. Беше на чело на Македонија нешто повеќе од 4 години и тоа во можеби најтурбулентниот период, конфликтната 2001. Го презеде товарот заедно со меѓународната заедница да ја менаџира внатрешната ситуација, да се справи со разните политички лидери и нивните барања, се со цел земјата да извлече од работна граѓанска војна. Успеа. Охридскиот договор се потпиша, но ја плати цената. Неговата матична партија се оградуваше од него, а и дел од граѓаните не се согласуваа со неговите политики. Дури по смртта му ги признаа заслугите. Дел од странските државници, колеги на Трајковски, се собраа во Скопје на 15 годишнината од неговата смрт. Нема двојбе да е покажал снажно лидерство. Нема дилеми дека покажа силно лидерство во многу тежок период за Македонија и за незините граѓани. По судирите беше потребно да се обнови довербата меѓу различните етнички заедници. Посветеноста на Трајковски на мирот и стабилноста никогаш не беше доведена во прашање. Повеќе од јасно е дека председателот Трајковски беше голем
човек, голем државник, човек со принципи и високи вредности, вистински демократ. Можеби најдобриот опис за значењето на Трајковски за Македонија го даде еден од неговите најблиски соработници. Беше таму кога и требаше на својата татковина и на својот народ. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. 2 милиони лица лани заболеле од рак на глобално ниво, а починале повеќе од 600.000 луѓе. Но постои нова технологија за рано откривање на ракот. Кевин Енокс ги има деталите. Иако ракот и понатаму е една од најсмртоносните болести во светот, раната дијагноза во голема мера ги зголемува шансите за преживување. Но таму каде нема добро обучени патолози, откривањето на болеста во рана фаза може да биде тешко. Тоа би можело да се промени со овој нов апарат, наречен Тини, кој се тестира во Уганда. Кога има можни знаци на рак, земаме примерок од ткивото и издвојуваме ДНК. Ја ставаме во овој апарат за да видиме дали е таа вирусна. На тој начин ќе видиме дали има нешто или не. Тини е кратенка од целосното име на системот, кој за само 2 часа го открива канцерогеното ткиво. Во стандардната патологија тоа трае подолго. На приватно може да добиете резултат за 3 или 4 дена, но најчесто пациентите добиваат резултати во рок од 10 до 14 дена. Уредот исто така ја одредува дијагнозата практично без грешки. Со оглед на тоа што методот Тини ги елиминира повеќето од чекорите склони кон грешка, тој има маргина од грешка од околу 1%. Тини сега се тестира како едноставен начин за откривање на една од почестите форми на рак, капосиевиот сарком. Но според истражувачите тоа е само почеток. Мислам дека овој апарат може да се примени насекаде. Ако некој има ДНК во клетка и таа клетка е канцерогена, може да се примени Тини. Истражувачите веруваат дека за само 5 години Тини може да биде достапен за комерцијална употреба. Поради прекумерна суша во Јужна Африка постои опасност за изумирање на птиците фламинго. Активисти се обидуваат да ги спасат со пренесување на подобра локација. Марија Мадијало беше таму. Резерватот на фламинга во Јужна Африка се празни. На локацијата можат да се видат стотици мртви розови птици. Операцијата за спасување ја организираа локални групи, заедно со властите чија надлежност е заштита на животната средина. Треба да ги спасиме најсилните, тие се најважни, и да ги пренесеме на друго место. Високите температури ги оштетуваат јајцата, со тоа што ја уништуваат нивната влажна заштитна обвивка. Внатрешната мембрана се суши, заради што и испилените младенчиња тешко преживуваат. Нашиот ден започнува во 4 наутро. Прво ги храниме, а потоа ги надгледуваме. Подготвуваме храна, чистиме. Птиците да бидат згрижени. За жал, иднината не изгледа добро, велат од одделот за заштита на животна средина на Јужна Африка. Проблем е што не се очекува дожд наскоро, тоа може да ги натера мајките кои се уште се со младенчињата да одлетаат. Ако тоа се случи, ќе останат незгрижени повеќе од 3000 пилиња. Ова може да биде катастрофа. Локалните рудници за дијаманти платиле за летот со кој биле пренесени првата група од 900 птици во Преторија на оддалеченост од околу 550 километри. Пилињата се пренесени на имотот на Байк Полхиус, кој го отворил својот дом за нив како привремено засолниште. Тој вели дека враќањето на птиците во природната средина носи предизвици. Голем проблем во втората фаза е да се навикнат дека луѓето нема да им помогнат таму. Нивното реинтегрирање во фламинго заедниците е голема непозната. Не се знае ни каде ќе биде нивното постојано живеалиште. Тимот за спасување вели дека птиците ќе поминат 3 или 4 месеци на рехабилитација на различни локации пред да бидат пуштени во дивината. Тоа беше се за денешното издание на Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов од студиото во Вашингтон. Ве поздравувам до утре. Пријатно.